На кафе Муабет Гламур овој пат седи со едно добро познато музичко лице, Коки Јанков, кој, еве, за почеток ќе се заблагодарам што го издвои времето и кој во Штипското музичко училиште ќе ни дозволи и како домаќин да можеме да поразговараме за неговата кариера, како во минатото, така во сегашноста, но ќе зборуваме и за проектите кои што следуваат. Сите те познаваме од легендарното музичко дуо Доле и Коки, но кои беа твоите почетоци? Можеме ли да се потсетиме како се роди љубовта кон музиката? Па овде сме на правото на вистинското место. Значи овде се баш почетоците во нижното и средното училиште во Штип. На мои 6-7 години, како сите мали деца. Секој има своја приказни, од тие времења приказниците се некако слични, кој доаѓаш, као сакаш детето сака да свири ова или ама си исполнил бројот на тие деца што треба да свират, да речеме во мојот случај хармоника. И да земеме некој друг инструмент. Кој инструмент се нашол тогаш тој професор што на мене ми беше Пера Божиков, ми беше професор во нижна и средна школа, па може вика еве да пробаме да свириш виолина. Тоа се некои судбински случајности или не знам како да ги наречеме. И јас почнав да свирам виолина во основното нижното училиште, потоа средно. Почетоците се буквално околу тоа образование, околу тоа пристапот на, како се вика, да се описмени детето, човекот, нели? Се баш овде, на лице место сме тука. Овде беа нашите први јавни часови во оваа сала. Ова е салата на музичкото училиште. Завршните концерти беа овде. А за потоа да, освен тоа што се описменував овде, да ме интересира малку да навлегувам цело време напоредно во забавната музика, во народната, етно, во тоа време. Етно не се викаше само така, народна музика. Сите пееа, сите свиреа, сите по дома се собира. Не требаше да има некакви инструменти. Еден ќе почне да пее, сите ќе почне да пеат по него. Беа тие друштва, односно нашиот народ е многу музикален. И доста само еден да почне и веќе се надоврзуваат и другиот и третиот, па и другиот глас и понизок, повисок октава и така натаму. Така да имав привилегија да учам од професори, од големи познавачи и љубители на својата работа и сум многу благодарен. Да, после години, јас сум овде пак и еве драго ми е една добра атмосфера и така, а во меѓувреме ќе видиме што се случувало. Така. Сега тоа што ме интересира, сите знаеме за Дуле и Коки, меѓутоа дали претходно имаше некој прв бенд каде што Коки започна да настапува? Па бенд, како бенд, тоа во да речеме во основна школа јас немав бенд. Прво нешто што направивме, од кога се сретнавме со Дуле, имавме, тоа беше една група, веќе познати тука и музичари и колеги, и ние во Пионерскиот дом на тие представи и свиревме некои песни од тоа време, од тие некои бивши простори, нели? И бевме многу интересни како деца. А првиот мој реален настап надвор од јавните часови и ова беше поемата Сердарот, беше режирана од Симон Гаврилов, познатиот наш штипјанец, еден интелектуалец кој исклучиво го ценам ден денес. Тој е во пензија сега. И тогаш ми се тие некои први слики во Домот на културата, кај што имаше драмска секција и кај што сите тие млади луѓе, амбициозни, ги организираше тој, меѓу кои јас морав да свирам една тема. Таму една песна, 1762 лето, во тоа време доста популарно, така во некои стадијали што, знам, бев мал, ке ме облечеа и одев со нив на тие представи. По градовите, кај што одев, а ја бев најмал таму. И ме носеа со нив. А за подоцно, кога веќе ние со Дуле, веќе се почнавме да се дружиме, веќе станавме малце поголеми, пред да почнеме средна школа. Исто тие настапи се многу во тоа време имаше многу
секција за ова, секција за она, кој оди на шах, кој оди на ликовно, кој се на едно место беше. Тоа беше фантастично време. Кој балет, кој глума и така натаму. За ние потоа, веќе како друштво, си почнавме заедно во средно училиште. И 4 години бевме заедно во исти клас, а потоа во Скопје се вративме на кратко 96-та со виолина и гитара и веќе тука не беше ништо повеќе не беше исто. Тоа што е интересно е тоа дека вашите вистински имиња се Никола и Душан, но како дојдовте до уметничките имиња Дуле и Коки, има ли некоја посебна приказна за сето тоа? Не, овде по градовите, не, јас сум Николчо, реално. Па Никола, обично по градовите ги вика, не вика, јас сум крстен фактички по дедо ми Коле. Ама Коле никој не ме викал. Овде ги викат Кока, не знам како испадна после Коки, нешто вајда на Галеново, веќе во средна школа, нешто било тоа интересно. И знам си направивме првиот плакат, не знам како беше тоа, на некој принтер, само пишевме Дуле и Коки, тоа веќе беше во Скопје. И така, Дуле и Коки, и јас станав Коки. И многу интересно што, еве, ден денес, сум кажал многу пати тоа дека цел живот не меша на нас, кој е Коки, кој е Дуле, така напред. Ден денес викат по мене Дуле, ама тоа не ми смета. И избориме, и некој ќе се сети кога правиш муавет и он вика Дуле и раскажа добро Дуле и некој од страна кога седиме во друштво вика Коки е. Вика извини, добро и пак почнам Дуле, слушај. Тоа е една као така како да кажам, сакам да приближам некои работи, ако веќе ми правите на мене интервју, ако веќе одиме во прашањето во некоја интима, така да можам јас да си дозволам да споделам некои такви работи со вас и со вашите гледачи и читатели. Така. Ако е во ред. Апсолутно. Затоа сме овде. Да, на некој тоа е доста интересно за некои луѓе, за некој сега помладите на некој може би интересно ова што го збори, може не име. Испадна дека сме сите презафатени со нешто. Чудни времиња. А со што тоа сме ние презафатени? Не знам. Тоа е еден голем прашалник. Ако ќе се свртиш, ќе видиш дека баш со тоа што требало да бидеш презафатен, некако ти поминало низ раците, а поминале 40-50 години, например. Така да, јас сум во тоа, во тие години сум кај што имам доволно на назад да размислувам што се случувало, пошто период е, децении, па секој сум сонувал и сум сонувал се уште да имам, си викам, уште доста и на напред, да си размислувам што ќе биде и како ќе биде, нели, здравје, тоа. И да си фантазирам за некои работи, што би сакал да бидат вака или така, или па не мора никако да биде. Дефинитивно веќе напоминавме дека еден од најпознатите хитови во ваша интерпретација се виолина и гитара, меѓутоа, ако го продолжиме овој стих, виолина и гитара, срце крие песна стара, само чашеве ги празнам и на дното ја стивете барам. Колку стиховите од виолина и гитара го отстикуваат вашиот личен живот со Дуле? Мислам дека и повише од тоа. А не е ова дека малку преудицирам или дека нешто ги работите ги зголемувам, ама често знам и јас така да ги анализирам тој стих е 30 години, тие строфи и стихови, тие песни. Знаете, некојаш кога ги напишеш, баш како вие што ги имате напишано сега, значењето е друго. Друго е на сцена, на надморска висина или на не знам некоја планина, река, езеро, која бина, кој луѓе, кој град, кој село, треба да ја пееш е друго, ама вака кога ќе прочиташ, смислата е некако другчија. Да, од секој сум се пронаоѓал и со тек на времето се уште во тие, мислам дека тие биле вистинските. Фактички тие биле вистинските зборови. А порано не сме биле свесни за тоа. Тоа било некоја друга приказна, како некои други животи да биле тоа, некои други двајца дечки да биле. За некои работи си повеќе свесен, за некои не. И си се прашуваш дали стварно така требало да биде, не требало така. Што би сменил, што не би сменил.
Имате ли одговор на тие прашања? Пробувам да ги задоволам моите апетити на тие прашања, да добивам некои поконкретни одговори, ама тешко се објаснуваат некои работи. Тоа е нешто што е најверојатно претходно, не најверојатно, јас сум сигурен дека е така, тоа претходно напишано, претходно предвидено, претходно створено уште од почетокот можеби на човештвото. Јас така гледам на работа. А тоа може кој да го креира, само креаторот Господ. Јас така сум некако наштиман во срцето и во мислите. Да, некои ги викат, тоа било судбина, тоа било во ред. Јас кажувам за себе. И почитувам се кој како ќе добаци од негде нешто, кој како ќе испровоцира, кој како ќе заклучи нешто, ќе ти каже намерно или ненамерно. Јас се тоа го почитувам и немам никаков проблем со тоа, зашто знам кај сум, знам во што верувам, знам ни што сум поминал. Точно знам што ми фали. Точно си знам и моите мани. Точно знам што треба да променам, што не, или што треба да зацрстам во себе, или што треба да пуштам. Значи, тоа е добра ситуација ако можеш да го исконтролираш сето тоа. Ама, ете, бурни времиња се ветерот дува од сите страни, така да ќе видиме што ќе донесе на крајот животот. Така. Кои ќе бидат нашите последни зборови, што ќе изустиме? Многу важно. Кога зборуваме на оваа тема, претпоставувам дека ќе се согласиме дека животот е непредвидлив, но продолжува понатаму. Колку важеше поддршката од најблиските за Дуле во неговата борба со порокот и со неговите лични предизвици, можеше ли се да биде поинаку? Можеше, ама тоа се тоа место, тоа време и тие случувања поврзани со тие неубави работи во тој момент најверојатно не може да се променат. И не можеше никој да ги промени. Секако бевме јас овде, допоследно бев со контакт со неговата фамилија и до ден денес. И просто не можам да поверувам како можеше сето тоа, да речеме, да биде така. Мислам, како можеше да се дозволи или он да дозволи, или па ние да дозволиме сите. Не знам. Да некој така да навлезе во некои работи, неубави, вие рековте порок, да не можеш од таму, значи тоа се сериозни работи. Има многу полоши работи од тоа, и замки, има и помали, ама некој на многу помала замка ќе се излечи или нема да се излечи. Некој на многу поголема замка исто важи, ќе се излечи или нема да се излечи. Во таа некоја средина кој што беше Дуле, он не можевме ние да го направиме тоа за него. Мораше он, а најверојатно не можеше сето тоа да го овакво и тргна, знаете, надолу кој ќе тргне сето тоа. Тоа е сезнато. Нема како. Тоа е како да имаш ти кочница, нели имаш рачна или нож, ти стискаш на кочница, ма тоа не функционира. Скина тај сајлот или не знам како да објаснам механички. И како ќе застанам јас, например, да сопрам тој камион или тој воз со толку багаж и толку убави работи, натоварено се, и како ќе сопреш? Не можеш. Ни ја, ни ти, ни 100 луѓе да собереме, тоа е тргнато. И се случи тоа што се случи за жал. Жално, ама ете тоа е. Остануваат некои работи, да ние ги дискутираме, ги збориме, ги кажуваме, да се сеќаваме и што можам. Што можам сам да направам? Ја тоа што можам сам да направам го правам заедно со вас, со моите колеги, со новинарите, со телевизии, со песни, со спотови, видеа, фестивали. Тоа можам. На крај сите патуваме негде, нели? Кога веќе зборуваме за животот, веќе се согласуваме дека носи промени и носи нови поглавја. Конкретно кај вас, семејство, развод, дете, повторно љубов, како овие искуства те обликуваа како човек, музичар, и дали научи нешто повеќе за љубовта и животот во овој период? Секако. Од исклучителна важност е
како сето тоа последователно ми се случуваше на мене во животот, за на крај да не можам да предпоставам каде сум духовно, физички, на кое место сум, со кого. Значи, тоа е една многу интересна работа. Ја да сум сакал така да ги трасирам работа, па и секој човек тоа не може така. Што јас сум излекол и на кој начин сум го сето тоа преживеал. Дуле го нема, татко ми, мојот професор, развод, еден друг. Тоа сум останувал така да не знам кај буквално седам на улица со некои црни вреки и со куфер или знаете, короната дојде, се нема. И што, на кого, како, кој сите имаат проблеми. Сум имал среќа да бидам во некој круг, кој што некои луѓе стварно ми кажа некои многу добри работи, многу добри совети, у смисол не како јас да правам, него на кого да се потпрам. Многу е важно, зашто ти можеш да јадеш и со златни лажици, вилушки, но меѓутоа е многу важно што јадеш. Знаете, со што ја храниш ти својата душа и својот мозок и така натаму. Јас ги поминав тие работи, излеков фантастични некои работи, кои што јас сега како да ви објаснам, како да почнувам многу пати, јас знам да кажам пак од почеток, се нешто од почеток правам, ама стварно сум цело време се чувствувам и сега се чувствувам дека стварно има нешто, еве пак ќе почнам од почеток. И не ми е срам на мене тоа. Јас сум направил киксови у смисол што не сум можел да проценам што како работите, тоа е дел од мојот карактер, ген, собрано се на куп. Ама мислам дека сум на добар пат, бидејќи можев да завршам многу параноично, многу лошо, многу у смисол да... А јас станував все појак и појак. То не го знаев, ја тоа сега го чувствувам, не го знаев тоа последните 3-5 или не знам. Неве, Дуле го нема 12-13 години. Јас сум од мојот брак, ја 2008, кога се разведов, 2018, претходно не знам колку бев, скоро 9-10 години во брак. Ама сето тоа сега е за добро. Тоа е дефинитивно. Зошто? Имаме време, стално кажам, кога правиме мовет, имаме време. Не може да сонам дека си дојдам дома, дека ќе седам, ќе ги видам моите мајка ми, татко ми до последниот миг, да бев негде на друго место, некој, не знам каков, идиличен брак, или не знам што, тоа ќе го немаше. Среќен сум што сум тука, па ја гледа мајка ми. На сето тоа, керка ми е веќе 2 година заедно живееме тука, во Штибова медицина учи. И она како мене е со куферчето. Некоја судбина, како е тоа, јас сум цел живот со куферчињата со мене. Што со опремата, што ја носам, што цело време патувам. Она си е, не можев да сонувам, дека после сите катаклизми, дека ја и керка ми секоја вечер, или ручик и после секоја вечер ќе си легнеме, ќе се смееме, ќе се поздравиме, она у детска ја у спална. Значи, имало, што? Имало ненадеж, секако има, ама еве сум го надживеал и тоа. И нека биде на охрабрување на луѓето, зошто? Зошто има примери од скоро. Што поминува не си исти работи, јас што поминувам. Си го одзема животот. Баш заради вакви ситуации. Кога ќе не можеш ти, кога сакаш да го видиш детето, своја собствена, кога ќе не можеш, или кога ќе ти кажеш дојди земи го. Па ќе ти речат не, врати се назад. Не можеш да го земеш сега. И така нам, тоа е само пример, не е ова ништо злонамерно. Ама нека биде поучно. За мене имаше излез. Ја го издржав тоа. Дали е карактер, трпение, вера, дали е не знам што, луѓето, околината, музиката, тоа ме подигна мене. И обстојав. Само здравје да има. И сега што би посакал јас нешто?
нешто повише. Мислам, штета е за многу работи кои што луѓето, знаеш, не се свесни. Не се свесни што имаат, што немаат, што губат, што добиваат. Има луѓе што не можат да имат деца. Да бидеме реални, така? А има луѓе со своите деца што прават? Ки фрлат, така? Тука не знам јас, дали треба да зборувам, дали треба да преќутам пред човечанството или пред вас или пред самиот себе. Дали треба да се испровоцирам, дали треба да бидам поган на зборови, а кого да нападнам? Сите сме во една каша голема тука. Не ми се свиѓа. А времињата во кои што ова наша држава, земја и так, не знам, Македонија, не ми се допаѓа. Значи, разнишани се многу работи. Дај Боже да биде секој што треба. Оптимист сум, секој што се гледа. Ама, знам некојаш да кажем дека сум разочаран. Или бев разочаран. Не знам, ама сум добар сега за сега. Фала му на Господ. Се осеќам во смисол дека можам, дека сакам, дека знам да сакам. Заљубен сум. Керка ми голара. Но каков однос денес е кој со поранешната сопруга? Па не е тоа некој си добар однос. Не можам да кажам дека е добар. Ама има односи кај што луѓето се добри во тие работи, некои се добри. Тоа не зависи само од мене или само од спортивната страна. Тоа зависи од двајцата. Така да, ако треба да кажам да или не, значи имаш опција, ја ќе кажам не. Но сега што да прави? Може утре ќе се смени, може не. Така да, ако навлегуваме во тоа, подобро е човек, ако има услови нешто да спаси, нека спаси и да не дојде во таква ситуација. Ама има една работа за која што може би човек може да го остави партнерот. Тоа само заради една работа може да го направи тоа. Нека изберат, јас да не кажувам многу. Да не биде некој препознаен, разбран погрешно, да не набедам некој на нешто, да ме свати погрешно. Јас сум го направил тој избор. Ја споменавте вашата ќерка Лара. Колку години е сега и кон што покажува најголем интерес? Какви се гените? Има ли интерес кон музиката? Ја бев стварно верував дека она ќе се ќе фати некој правец околу музиката, зошто? Нели? Логично, зашто имаш услови. Ама не секогаш условите се предуслов за кој каде ќе фати. Условите кои беа? Да, тогаш во Скопје работев. Како и сега, кај колега, кај колешка, виолина, инструмент, спастрено на приватни часови, јас тука, контрола се. Ама, наидовме на некој, дали тоа беше некоја преголема желба или не знам што, наидовме на, детево најде на некој отпор и не знам кој спомна, од каде спомна, разбра она за дека постои балет. Нели деца? И тати и јас дали може викам балет. Ја не ја терав. Значи, може би е грешка, може неки покаже времето. Сега се мислевме в средна школа дали е гимназија или ќе биде тоа медицина. Она беше во Америка летово пред да се запише прва и на телефон као гимназија викам тати, викам за што мисли за медицина, тамо тетка изреагира, а сите потојно сака медицина, фамилијата. И од таа страна и од ова. И супер во медицина, добра, како биологија ми збори дека сака и така натаму. Ние знаеш како гледам, ќе заврши школа и веќе има нешто, тоа дете, како например во музичко, веќе некој занает има, медицина, веќе некој занает има, ние така размислуваме, балкански, што не мора да значи, тет, здраве Боже, само кај ќе оди, како ќе оди, само да е добра. Колку ќе се чува, толку и ќе ја има. И како ќе затера на тоа, ќе мора сам човек да одлучува, сам да сноси последици. Тоа важило за мене и за вас, и тоа важи за мојата ќерка. Малку тоа боли за ќерка поготово, ама
тоа е тоа. Ако се навратиме на музиката и ако веќе збориме за младите, може ли од куќи еден краток совет до сите оние млади музичари што сакаат да започнат кариера во Македонија денес? Прво треба да се многу сигурни дека го сакаат тоа. Значи не 100%, него 1,000,000% да се сигурни дека сакаат. Збориме за музиката. Втора работа зависи која музика. Кажува музиката дека е некоја опција. Добар избор на професија, Ама мислам дека музиката да не ги разочарувам. Дека е баш еден пат и не така толку розов. Зошто? Зашто цело време јас сум бил цело време 24 сати, ја и сега кога зборувам со вас ми свири нешто правам, тоа е дел од мене. Но ако се бавиме ако таа желба е стварно многу голема, ама од срце. Од срце, ако е стварно дека, ако на тоа дете му пее, душата му пее, треба да се занимава со тоа. И тогаш ќе има успех, ако упанем, талентот више натаму е друга приказна. Тоа е, дако. Ако има мал процент да нешто се двоуми, подобро е да биде како втора некоја варијанта музиката. Значи нека се потпре на тоа кај што е сигурно 100% дека сака да го учи. Барем јас така мислам. Музиката или ја осеќаш како што треба, или она половично понатаму не раѓа многу резултат. Трета работа, задоволството пак е фантастично. Значи, нема нешто, сега јас морам да кажам кога веќе ме прашуват, нема нешто поубаво и нема такво чувство, мислам дека не постои, што може да толку да те воздигне музиката и толку да ти направи внатре. Да се смееш, а да ти течат солзи и обратно. Нели? Нешто фантастично. Да, дали ја препорачувам? Ја препорачувам. Од мали нозе? Од мали нозе. Од 5 години? Од 5. Препорачувам од срце. А потоа ќе видиме. Ние сме овде за да ги усмериме, да го збориме ова, да стоиме позади тие деца. Да им кажеме дека треба да им пее душата 24/7. Со родителите, триаголник, родителите, ние и детето. Да искористиме ако гледаме потенцијал, да бутнеме, да кажеме, да се јавиме. Ако е се осредно, тогаш не. Ама мора да си заработиме платата поштено. Коки, знам дека си искрен, а тој го докажа во текот на ова интервју, па еве еден предизвик за тебе од рубриката Или. Со кој би снимал дует од фолк сцената? Сузана Габазова или Елена Билевска? Добро е прашањето. Јас со Сузана сме имале некој контакт. Сега нели, нема тука да одбираме. Мислам, јас се знам и со сопругот нејзин и со неа и сме настапувале заедно. Што да не? Ама не ми смета ни со Елена, мислам, зашто. Што? Така. Да. Но Само тоа. Еве ќе избереме Сузана. Така. Ајде, нека биде. А од забавната сцена кога би требало да бира Коки да направи еден дует, дали тоа би било Каролина или Калиопи? Па, ние имаме песна со дует Калиопи, а Каролина сме уште од претходно сме били многу поблиски. Еве, нека биде Калиопи, ајде да видиме. Така. И еве за пред самиот крај. Сега во моментот веќе напоминавме дека сте професор по виолина во Штипското средно музичко училиште, паралелно работите и на создавање на нови проекти кога станува збор за вашата музичка кариера. Дали можете да ни откриете нешто за новите песни и идеи кои што доправа треба да ги очекуваме? Да, секако, тоа е и поентата. Јас си замислив дека од Макфест оваа година дека ќе почнам малку посериозно да го кажувам, да го зборувам, да го маркетирам тоа што јас сум го правам и што треба да се случува. И сега е правиот момент да си кажам дека многу добро беше што се појавив на Макфест со песната Виолина и 3 точки. Одзивот е фантастичен, имав пак голем стрес, таа е таа сцена, тоа е таа тема. Тоа се тие што биле думи кои тоа сум јас сега самиот, али тоа беше супер. Се поклонив на
на публиката ми испоштува, тоа беше во ред. И почнуваме. 20 на песни ги уснимив летово со Темелко Андреев во Велес, во неговото студио. Тоа се некои песни, Тули Коки, од проектот Тајфата што ги имав и некои песни што се така не се нови, ама се нови. Ама ајде да не откриваме се. Јас го нарекувам тоа еден како двоен албум. Се е уснимено, се е направено, доста од тоа е во живо уснимено и треба да се сега се средуваат оние штимање малце, тука ќе ставиме ова продукцијата вака, миксање и сме при крај. Нешто многу интересно, нешто што јас не уверувам. Знам да промашам доста, ама знам и по песните кои што сум ги одбирал, пошто тоа ми беше на мене на некој начин приоритет и задача од дуото, и сум направил големи утки, но по тоа кои песни како остана и не сум направил некој поголем промашај. Сега за ово некако внатре ми кажува дека ќе биде добро. Тоа е една музика која што ќе биде смирена, што викаше, што зборевме со Венко Серафимов на времето кога почнавме малце да експериментираме, кој ќе пробувај, викаше, да музиката што ќе ја правиш да стигне кај луѓето дома. Јас си го врзав тоа во грбче, ама никако од кога се десија некои работи, некако мојата музика слабо стигнува дома. Тоа е реалност. Не можам да кажам дека јас направих хитови, ја пишувам, правам, никој не го слуша, тоа не разбира. Ама сега почнаа луѓето да го разбираат. И сакам да стигне тоа и мислам дека ќе стигне дома кај луѓето, да кога ќе ги пуштат тие песни, ќе има и видео, ќе биде една фреквенција која што еден момент кој што ќе дозволи реката да тече. Сепак да тече по тој тек што треба да тече, не знаеме. Ама ќе тече 100%, сум сигурен, нема да има некои бариери. Сакам оваа музика што правам, желувам така да истече кај луѓето, зашто вреди. Знам како е правено и знам која е идејата и вреди сето тоа. И да видиме што сето тоа ќе донесе. 30 години од виолина и гитара. До година ќе има голем концерт. Може повише, зависи каде, што и како. Веќе полека работите ги прибирам. Како сето тоа да го изведам. Мислам дека до година ова време на есен ќе се случи тоа. Сакам да дојдат луѓето, да ми се придружат оние луѓе што се чувствуваат дека внатре чувствуваат дека биле дел од тоа и се уште се до мене, до нас. Се уште се до нас и ќе има простор за сите. За да испадне така како што ја мислам дека треба да биде. Ето тоа укратки црти. Извинете ако малце бе. Беше сосема во рид. Не ги знаев јас прашањата. Така, да. Така и се договоривме за да биде спонтано и поискрено. И тоа ми е добро на мене. Јас се осеќам добро, фала ви. Ретко кога јас прашањата да ги читам, не дека јас нешто, него на мене ми е поубаво, покомотен сум и ми доаѓаат мислите подобро која е вака на интервјута на ова ниво. Фала ви. Коки ти благодарам за издвоеното време. Ти благодарам што овој пат имавме можност директно во средното познато Штипско музичко училиште Сергеј Михајлов да поразговараме и благодарност од име на нашите колеги од редакцијата Гламур. Ние понатаму ќе продолжиме да те следиме и ќе бидеме секако овде како и до сега, да можеме заеднички да ги проследиме сите оние настани, проекти и нови песни кои што предстојат. Да, фала ви на вас. Секој чест. Чао.